Драги гледачи, добар ден. Добредовте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски, а вие го гледате најновиото издание на Демократски импулс. Денеска, како и секогаш, што имам да ви кажам, ќе имаме мощно интересен гостин, се работи за наш познат аналитичар, Александар Ристевски. Добар ден и чувствувате се како дома во нашето студио. Добар ден, добра вечер. Во овие простори веќе имам искуство и сум доаѓал и претходно. Наше е сега сефте запознавање, така да се надевам дека за вашите гледачи на овој подкаст ќе имаме едно интересно издание, да се надеваме. Јас верувам, познавајќи ве вака од телевизија, сите ваши настапи биле доста гледани, така да верувам дека ќе имаме интересна. Да се надевам. Па и дебата, зашто да не? Нема проблем, тука сме. Да. Кажете ми, како го оценувате владењето, една година помина од владењето на ова најнова политичка гарнитура што е на вас ВМРО ДПМН? Има впечаток дека малку како да се подзагубија во просторот. Што мислите вие, дали го делите вие овој впечаток? Многу е тешко да даеш една севкупна оцена за начинот на функционирање, поготово кога имаш таков лош претходник. Тоа што се случи во изминатите 7 години и на еден настанат хаос, на една уништена, според мене можам да кажам, системски држава, каде што покрај најмал проблем во сето тоа што иако е голема и огромна болка за обичниот народ, промената на името и сето тоа приклучно кој дојде на тоа, многу поголем проблем беше сервилноста на тогашното раководство и власт на СДСМ, каде што буквално ја направија најсилна, поточно да се изразиме правилно, најмојкна партија, Демократската унија на интеграција, ДУИ, која завзеде се во државата. И што е најинтересно, тие превзедо еден куп, да кажеме, економски оператори, економски институции или јавни предпријатија, што никош порано не им беа достапни. Као лотарија, као некои јавни предпријатија останета, и видовме какви фарси, еве полека, но сигурно кои излегуваат на виделина, гледаме што се случува. Изминативе година дена јас мислам дека новата власт има доста проблеми. Има доста проблеми пред се околу превземањето на самите институции на системот и промената на истите. Јас дали на пример не мислите, се извинува што ви. Дали не мислите дека можеби на пример се чувствуваат некако да се власт се уште како да се опозиција, делуваат опозицијски на некој начин? Впечатокот е дека се уште не се земени конците во раце во целост, што и не е прашање на мислење, туку е прашање на фактичка состојба. После година дена се уште... Да. Види, треба да знаеш една работа. Едно е кога се прави целосна промена на власт. А ова не е целосна? Не, па тоа кажувам. Едно е кога се прави промена на целосна власт, друго е кога има политички претумбаци. Пример ќе кажам. Кога 2017 настана промената на власт, нели избори имаше декември 2016, 2017 беше она нели со настаните предсобрани и се останато, они полека превзеда власта, СДСМ заедно со ДУИ, половично се смени власта, затоа што ДУИ веќе нели беше внатре во системот и не само што држеше, него држеше се. Прва реална промена на власт, ако еве се ти си помлад, може во главата да го визуализираш или ова, беше 2006. 2006, ако се сеќаваш, кога си замина во прва фаза ДУИ и СДСМ, кога дојдоа ДПА и ВМРО, заедно со повторна една инсталација која беше, пример, тогаш НСДП, која претходно имаше влијание од истата структура, значи пак имаше луѓе кои стана, не беше целосен рез, експонентите на ДУИ во тие 2 години пола остана, никош не беа сменети.
Затоа што ДПА не ги смени своите, да кажеме, експоненти. Тие нема време во тие 2 години да сменат што ду има инсталирано 2002-2006. Добро, но сега сме 2025-та ситуацијата. Но паралелата е секогаш на место. Сега ќе ти кажам зошто. Затоа што пример еве, повторно, кога се менуваат играчи, кога се менува коалиционен партнер. Еве сега пример во актуелнава власт си замена крилото на Таравари од Алијанса, така? Така. Тоа се 2 министра, 10 директори и 30 раководители. И пак сите не ги спука одма, нели? Требаше месец, 2 месеци, па кој си даде оставка, па се смени. Во државата носители на функција, се сеќавам на една изјава на еден така паметен човек пред едно 15-20 години, 2-3 пати го имам цитирано, не го спомнам со име, ама многу на место е. Вика имаш околу 3000 именувани битни функционери. 3000 кусур, да кажеме. Директорски функционерски места се 1000 и нешто. Пази, тоа е бројка. Да. 3000 луѓе. Во 3000 луѓе 10 да се посто багра или плевелко во едно друштво, така 10 другари, еден е терсене, чурук, така проблеми прави се тепа, пие, прави глупост. И вика во една структура од 3000 кусур луѓе. 10% да не чина, тоа се 300 и нешто луѓе. Една белја да прат годишно, а тој што е проблематичен не прави една белја, прави повеќе белји. Една белја да прат годишно, ти имаш скандал за секој ден. Добра аналогија, добра. И се рачунај се. Еве, ти си проблематичен, Петко е проблематичен. Една белја годишно. Тој што прави белји не прави една белја годишно. Добро. Краде, злоупотребува. Ти како нека полуопшта перцепција кај дел од населението или она поготоа неопределеното или што не се држи строго за страна да завземеш, и тоа е дел од населението што во основа ги одлучува изборите во најголема мерка. Се ова перцепција сите се исти. И се тоа се случува до доаѓањето на кампањите. Кампањите знаеш дека себе 30, 60, 100 дена, мање више, 100 дена распишување, 20 до 30 дена ефективна кампања. Тука имаш можност да го разубедиш народот колку можеш дека сепак нешто оди во прав правец. Но зарем не е доволно година денес за да видиме кои се тие белјаджиите, условно кажано, но не се променети. Апсолутно се сложувам. Сега, каде имаме севкупно ние проблем во општеството? Јас стојам за тоа сега што ја го кажам. Имаш луѓе кои се инсталирани во втори, трети ешалон и оној што е носител на функција, без оглед дали е министер или директор, ако цврсто и хардкор не седни да воведи ред, но и ако не знае, ние многу често низ институциите, јас сум се среќавал со такви директори и функционери, мајчето од две оштрици е дали да ставиш човекот внатре, кога ставаш човекот внатре, тој е врзан со структурата внатре во институцијата или во министерството. И они стануваат една своевидна форма која се штити сама од себе, без оглед на внатре на политичката инволвираност или било што. Внатре во една институција, да кажеме, со 30, 50, 100, 200 вработени. Многу често ако дозволиш вработените да си го одберат владетелот, да кажеме, таму нема внатре ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ. Ова не го мислам, ти го гарантирам. Ти го гарантирам. Значи си ја знае структурата од внатре и тој одма влегува внатре во бубањ, да кажеме, но истовремено го штити интересот на јадрото на внатре на луѓето што се во купчето. Од друга страна, ако ставиш човек нов од страна, што треба да ги реши проблемите, ако тој е само чесен, да кажеме, или вреден, а не е темелен, значи не седнал да чита, да изровари, да види кој со кого е, кој како, за да нели воведе ред внатре, во одредена дејност, која и да е, дали е здравство, дали е култура, дали е образование, дали е било што, него му треба минимум 6 месеци да свати со кого си има работа, ги прочита документите, да види кои се долговите, која е преварата, кои се измамите во вона. Така да... И што е подобро според вас? Како човек кој е прилично вака искрен, точен и прецизен, од денешна гледна точка, најдоброто е да најдеш човек без оглед дали од внатре или од надвор, човек со агенда и фанатик. Стефан Влахов Мицов пред 10 години на телевизија рече, и ретко го цитират луѓе, ма ретко, вика, човек што влегол во политика, а не влегол со некрологот во джеб, тој не е за таму. Мислам дека во Македонија такви има 5% од луѓето политика. Мощно е контроверзен лик, цитирате. Да, ама многу точна изјава. Да. Затоа што, види, политиката е филозофија на возможното. Да. И во политиката најдобро проаѓаат и најуспешни, но најмногу горат фанатиците. А фанатикот има визија. Така се креираат држави. Нас источниот сосед не вика вештачка нација. Каква е природна нација? Не постојат природни нации, сите нации се вештачки.
Секоја нација е група на луѓе на одредена територија која решава да прави држава. Негде е поетнички чиста, негде е поетнички диверсифицирана, ама сите нации во систем на држави се вештачки. Која е природна држава? Каква е таа? Така, дали според вас се намали корупцијата во однос на добивање на тендери? Гледаме дека добиваат фирми формирани пред само 2 месеци тендери. Што мислите ви околу сево? Види, проблематиката околу добивање и изработка на тендери имаш една многу интересна работа. На крајот на криштото државата регулира системски како тоа треба. Доколку јас се прашувам, ќе ти кажам една слична аналогија на било како пример кај нас низ годините кога пример фирми, јавни предпријатија, државни институции бараат пример хипотетички кажеме, бараат компјутерска опрема основа. Дали знаеш дека сите тие фирми кои ние ги знаеме, каде што треба да се земат лаптопи или PC, никогаш не учествуваат, а учествуваат трговци од мали градови. Мисля, која е логиката фирма која го работи тоа да не учествува, пошто знае дека нема да добијат, но учествуваат, да кажеме, фирми. Тоа доколку државата сака и има желба и доколку народот, политичките партии од власта и опозицијата и сите останати го иницираат и го постават како нешто кое треба да се направи, може да е пример. Мој став е дека мои фирми кои не, според мене, кои немаат пример 3 или 5 години искуство, не треба да учествуваат во јавни набавки, како ќе го потврди пример, да кажеме, квалитетот, минатиот труд. Не знам пример, сега карикирам, фирма која има општа дејност. Како општа дејност? Ти сакаш пример, па види нас што ни се случи. Бехтел и ЕНК автопатите што се градат, луѓето не сваќаат дека основната корупција не беше во тендерот со Бехтел и ЕНК, таму имаше злоупотреба. Главната корупција беше што фирмата која треба надзор да врши и ќе добие 30 и нешто милиони евра е фирма која предходно произведувала гајки. А кога сме кај таа фирма, пред да дојде на вас, ВМРО велеше дека ќе го поништи сето тоа. Не можеш. На крај затоа што се испостави, јас лично го имам тоа иницирано до највисоки структури, извадија документи и рекол вака: ако го поништиме, праќаме пенали. И сега нас, што ни е битно? Мислите дека не го знаеа тоа пред да дојдат на власт? Кога си во опозиција си спремен да кажеш се само да го саботираш. Легитимно е да се политиката, што реков јас, е нешто така. Значи, ти го сатанизираш, знаеш дека Трајче направил Белја. Знаеш дека направил Белја. И викаш, ние кога ќе дојме ќе се бориме против тоа. И вистина се борат против тоа. Дојдеш црно-бело и твое како носител на функција кој да си? Министер за земјоделие, за транспорт, за пратеник, директор на нешто, да направиш политичка проценка. Што е политичката проценка? Да ја ставиш државата во загрозена положба и да се утепа од кеширање пари, што до сега го правило, знаеш што ми смета? Имаш информација дека само оваа година над 100 и нешто милиона евра ги имаме платено пенали. Зошто платиме пенали? Посуди го Трајче, разбираш? Значи, извади му ја маста преку судскиот процес, преку судскиот систем, обвини го, обвинителско нека направи да скапе у затвор, ама државата не треба 100 милиона да плати. Ние секојдневно како држава, како нација губиме тужба. Хипотетички, ти работиш негде, те бркаат од работа. Пак Трајче, пак ти. Јас сум кобет. Добро, мене ми е тенденција да давам примери, нека биде Спасе. Спасе му се случува нешто, Спасе работи. Спасе го бркаат од работа без образложение. Така. Ако Спасе го избркаат без образложение и се испостави дека Спасе ќе ја добие фирмата утре, каде е одговорноста на директорот? Во едни институции се знае постапката. Јас знам луѓе во Министерство за одбрана, во Министерство во РЕК, во АЕК, тужеле се вратиле, наплатиле штета дебела. Ама извини, во таква ситуација треба ние законска да направиме регулатива кај што директорот или министерот противправно кај што направил, он да плати дел од долгот или он да сноси вина. Не е финтата јас ќе направам хаос, така? Така, па зошто тогаш не одговара Трајче или Спасе во овој случај? Па едниот Трајче моментално е бегалец од државата. Избега за Косово, ти текнува. Нежниот избега од државата, така? Тој беше за лотарија со едно негово човече. Некој викат Албанија, Косово. Ама како и да е, не е тука. Така... Значи дистанциране од можност да биде процесуиран. Кога сме кај тие луѓе, зошто дозволуваме ние како држава сепак не се работи за еден град, мислам има и град држави, значи ние сме сепак некоја си држава, зошто значи дозволуваме да ни бега те поранешен премиер на пример. Дали е сето тоа сами на власта може? Што ти кажа преска за трети ешелон?
Што ти кажав дека за третиот ешелон ние имаме една тенденција, пример овде во студио во околина ликови овде кои кои јас ги познам, тоа се луѓе кои некој ќе каже дека се тешки. Еве јас сум тежок, нели? Тежок, не тежок во физикусија кој има тука тежина, него тешки во смисол праење на принципи. Јас сум шокиран колку на држава има полтрони и луѓе кои се спремни се да направат само некого да не го изнервираат, да не го налутат, ама само Трајко или само Петко или само Митко, а на сите другите они знаат да им го расплачат животот. Тоа е карактерна особина која дозволува да пројдат се. Ако тебе те ставиме на царина или на граница и кажа на тебе, не смеш да пуштиш, никој нема да пројде. Значи, вклучувајќи тој што ме вработил. Ако му кажам, извини, ти ме стави, никој да не пројде. И ти не пројде. А не некој што ќе му каже па ќе погледни попреку. Значи, нашиот систем. Добро, само да ве потпрашам. Верувате ли вие, например, во тие приказни дека еве, например, нашиот поранешен пример се воза во гепек? Не. Или например дека Груби трчал. Значи тоа како брзо одење, трчање така на така. Атлетика и така. Поминуваш граница, си возел преку граница? Добро. Камери знаеш дека има? Така. А ако нема снимка, што значи тоа? Дека некој е избришал. Така. Како се вика тој што е избришал? Кој пристапил на компјутер? Перо? Блерим кривично ќе го гониш и готово. Ама не го гониме. Тоа правиме може сега, цело време. Во што имаш доверба се смени, се само ВМРО исто е. И тргна да го решава и судство и обвинителство, и Европско уније им рече не смеете. Им забрани. Рече со овие луѓе што ги имате, пари се вложени во нив, работете со нив. И еве седна да ги тресат, ги стреса од гајки, значи извршната и законодавната власт, ги стреса од гајки обвинителство, ги стегна. Ајде да видиме работот. Еве се што работи. Гледај се, закочани прават некој случај со 40, со 50, со 60 обвинители. Секој што разбира право, ако имаш пријатели право, праши ги. Најтежок случај е со масовно обвинување. Затоа што ги судиш сите истовремено во еден случај и сите одеднаш во еден случај треба да ги осудиш. Такви случаи траат 3-5 години. Тоа е случај до бескрај. Доколку обвинителството на кој му се даде шанса, нема шанса пред несреќен случај да направиш ново обвинителство, не можеш, така не можеш. Тој обвинител не е продавач на тезга, маре гајки што продава во бутик, не можеш да ја смениш, треба 2 недели да ја спремаш да ја кажеш гајките какви се, така време треба. Малку споредува се со намаре гајките со политика не обвинителство. Не можеш. Како ќе смениш обвинители одеднаш? Еве цело обвинителство. Како ќе ги смениш сите? Се донесе закон. Ама имаш случај. Имаме мнозинство. Не, имаш случај. Имаш случај, така во моментот. Треба одма да се процесуира. Имаш временски рамки во кои време треба понесеш обвинение. Сите што беа актуелни ги оставија. Им рекоа, иако нели има црно на бело спремни заедно со главниот да го сменат одма, ги оставија. Јас дори мислам дали летово, дали на есен, добар дел од нив и треба да бидат тргнати. Ги оставија и се прават масовно обвинение. Еве проверуваат некој, види се. Дали си свесен дека дел од луѓето за кои не се воспостави вина или не одлучија да воспостават обвинение да направат. Имаме тројца градоначалници пуштени дома, а обезбедувањето Не само такви и бивши министри и секакви овона. Дали не мислиш дека еве јас да сум така, јас да сум бивш градоначалник, министер, било што, и да ме приведеш и јавно со име и презиме да ме кажеш, а тоа не го прави политиката, тоа само во обвинителство го прави, тие луѓе не се случаја. Еве тебе да те земат. Ти си бил бивш министер 2013, 2015, директор. Тебе да те обвинат, да те приведат, осомничен да те шиканираат во јавност. И после да нема обвинение, ќе ги тужиш или не? Ти. Па нормално. Јас ќе ги тужам. Нормално. За нарушување на углед, за стрес, за понижување, разбираш? Значи тие може Сакате да кажете дека се предпазливи сега нешто дека. Не, воопшто не се. Воопшто не се. Да беам ќе беше супер. Значи, ти прво работиш со актуелните. Доколку му правиш некаква постапка на некој од пред 5, 7, 10 години, ќе направиш тоа дискретно, суптилно, ќе кажеш има основано сомнение, само ќе спомниш со иницијали, ќе кажеш ПГ, МГ, разбираш? Не го шиканираш. Ако веќе е сигурно и се знае, сигурно влегува во случајот, имаш хардкор докази, така, тоа ќе го спомнеш и ќе се види во постапка. Ама ти имаше луѓе таму, значи они 200 луѓе, 300 луѓе по постапката беа, према 50 ќе има обвинување, тие 250, ајде 100 биле инволвирани сега, периодов. Ама ти некого да го влечеш од пред 10 години, да го изведеш пред камера и уште во притвор да го ставиш 2 дена, што ќе смени она кој донел одлука пред 10 години. Во притвор се става тој што во моментот сега може да влијае врз истрагата.
Ти ако си бил директор негде 2014, 2012, како ти не си во институцијата, така? Дури министер кој бил до пред една година дури тој. А ако немаш сознание дека може директно сега во моментот да влие врз истрагата, притворот е заштитна мерка за да не може да се влие врз постапката. Да. А не е казнена мерка. Кај нас е казнена мерка. Кај нас те стават во притвор и те држат 30 дена, 15 дена у шутка, да се скрениш малце, да се изреметиш и на крајот ти вика те пуштаме. Како пушташ? Затоа е нормално домашниот притвор, но ние сме толку поларизирани како општество севкупно и толку многу сакаме крв, што и вистина јас сум љут, бесен сум за некои работи. Јас сум најлут за овие шизофреничари што водат со 150-200 на саат. Јас сум најлут на тие. И јас како Дали лично сме безбедни на нашите не сме. Јас сум најкрволочен како човек, затоа што види, јас иако сум возрасен маж, јас сум прилично нов во возачкиот свет. 3 години возам активно. Така. Најотворен. И секојдневно сум со автомобил. Абе на најширок булевар, најкаде внимаваш, знаеш, доаѓа 50-52 отпушташ. Луѓе со 100, со 120 покрај тебе поминуваат. Денеска се газат луѓе по тротоари пред прозор каде што живее бегајќи од полицијата. Еве ситуација во Охрид. Накружен тек со човек и мене знаеш што најмногу ме вади од такт. А испеѓа дека статистички тоа е нездраво голем број. Луѓе кои активно учествуваат во собрајкиот, а не поседуваат возачка. Не ја носат. Ја немаат. Ја немаат. Што значи тоа? Тоа значи дека Славе или Трајче или било кој Чичко му го научил да вози, ама шом Чичко му го научил да вози? Знае. Знаеш што? Тој не ги знае знаците, не ги знае сообраќајните правила, не знае предимство. Јас тест сум полагал, официјален тест сум кликал, часови сум... Знам која е процедурата да земеш една возачка, пак ти викам, не сум ја зел кој мои пријатели пред 20-30 години, сум ја зел пред 3 години. И знам која е постапката, секое возење, секој излегување, полигон камера те снима, го снима возењето, те снима себе, значи многу порестриктивно од порано. Сега, пошто е рестриктивно, ти имаш огромна маса на луѓе пуштени во собрајќајниот живот без возачка. За нив треба да има кривични дела. Вие сте полагале пред 3 години се земале водачка. Дали Да. сега во ова поново време, например, може би има начини за местење, за корупција во Многу тој... мала веројатност. Многу мала. Во тој аспект. Се е снимено. Приватна фирма го држи испитниот центар кај што се полага. Порано се полагаше со 3, со 4 луѓе во кола, сега се двајца. Еден седи до тебе кој го води возењето, другиот позади тој што е ВСС, тој всушност одлучува и само те координира. Нема полицајецко порано, приватна. Нема веќе полицајец. Не. Од короната нема. Порано беа на времето пред 20 години беа 4 кола, 3 позади, еден до тебе. Да. После беа 3 кола. Сега се само 2 во кола и е приватна фирма. Од короната навака. До тебе седи тој што те координира, што ти кочи, што ти прави, нели техничарот, позади седи тој што одлучува. 2 се во кола. Еве јас ти кажувам одговорно, речи си да нема во денешно време луѓе што положиле од прва. Јас бев убеден дека знам возам и првиот пат кога ме падна бев многу љут. Многу бев луд, убеден дека јас сум во право, не бев во право. Си плаќав дополнителни часови, си одев, јас официјално ти кажам градска вожња положив од 4ти пат и стварно ме издинста квалитетно, полагав низ центар и низ Карпош и стално ужижа ме пушта у 8,5 сабајле, у најголемата кужва, здравија ми зема, ме извртеа, ме направика, добре, возрасен маж си, сериозен си, нема проблем, но верувам и многу повеќе луѓето кај нас сакаат да глумат жртви околу тоа, дека некој ги паѓа за инает или ги паѓа за да им ги земе парите, не е точно. Те тера да набилдаш рутина. Сега, што е проблемот? Се излеговме од темата политичка, ама еве, само ти објаснам на кратко муабетот. Мене многу ми се допаѓа што одредени општини знаат да покриваат полагање за ова автошколи, сето тоа е сосема легитимно и добро и треба да се прави. Но веќе ти кажам, ако имаш стартна цена 500 евра, плюс разноразни полагања према полиција, па полигон, па плаќање ово, возачка да земеш без 1000 евра не можеш. Тоа е издаток, македонскиот стандард е низок. И доколку си ти младо момче од 18-19 години или девојче, татко ти ако работи за 500 евра плата, мајка ти за 400 или мајка ти не боже не работи, ти да земеш возачка дозвола е научна фантастика. И автошколите зато го регулираат на 4, на 5 рати, ако сака рати нека ми дај, ако треба секој гледање 200-300 евра да дам, то се пари. И можеби една од причините, зошто
и кај младата популација има луѓе без возачка, може би и тоа. Но според мене е храброст и дрскост да се вклучиш во системот на сообраќај без да имаш важечка возачка дозвола. Тоа е страшно. Не важечка, него никаква. Никаква. Да, па нема неважечка, така да, барем да ги зел часовите, знаеш, еве да не положил, па кажеш земал часови, знаеш, па што ми земал часови? И пак ќе ти кажам, јас пред да тргнам полагам, еве се отиде во тој правец, еве само малку да се доизразам, кога тргнав да земам возачка, тргнав негде средина на септември месец, ја мислев дека тоа за месец и пол ќе би испукано. Шанса нема. Мислам тоа траеше добри 5 месеци. Затоа што прво одиш на часови писмено, нели, па тестови зимаш, основни тестови, па те снимат од 2 недели трае, па после почнеш со полигон, па ово на тоа се едно 7-18 гледања, значи најслободен да ти инструкторот цел месец е само основното возење, па после треба да се пријавиш за часови за Црвен крст, па да отидеш таму за прва помош и тоа треба да го научиш. Малку отидовме. Така да, од темата, широка е. Да завршам само во времето на мајка ми велеше дека ги учела деловите од моторот, значи сега веќе тоа не е случај, значи тоа било друго време. Да. Би сакал малку да позборуваме околу надворешната политика на нашата држава, еве на Македонија. Дојде така на Македонија, нормално, мене не ми е никогаш северна. што. Не, озбилно. Па зашто? Мислам јас се карам дури во живо со луѓе да знаеш за тоа. Ја викам ако на документ мора да го има, и ако мора негде на надпис пред мене да го има, некам вербално да го има, не мора да има, така. Па сега видите како повторно ќе кажеме сега да не излезе дека се ние некако спротивставуваме, но тоа е мојот став. Сегашната гарнитура велеше дека никогаш тоа нема, па излезе дека и они говорат сега и северна и на надписи. Малку тоа ми смета, точно не го кажуваат, никој не го дека кажува. Вербално никој не го кажува. Јас не сум. Сега имаме ситуации во друга држава без наше знаме со председателката и така натака. Ама добро, знаеш што ако не го прави, така? Кој не го прави тоа? Па каде беше наше ние самите треба да видиме тоа каде тоа е човечки фактор, тоа е пак грешка на протокол. Види, проблемите, грешките и утките имаат име и презиме. Ако сега звукот не чини, Сашо е крив. Добро. Ако лошо прашање постоиш, ти си крив. Ако глуп одговор дам, јас сум крив. А ако снема струја, или е доевана, или не платил струја, или значи или не сечат. Трето нема. Кој? Ама има име, така? Така. И тој што те сечи има име, така? Секогаш има име. Проблемот кога оди председателот, ако нема знаме, тој што дозволил да нема има име. Па и председателка да каже дека се мислев дали да си одам, дали како не. Добро. И незината грешка има име. Незината. Така? Така е. И затоа она се вадела. Секојаш грешките и утките имаат име. Да се разберем. Сака да запрашам. Господја Кос дојде во нашата Република Македонија и кажа дека, значи, ни го спореди дека идентитетот не е пунети пиперки. Пунети пиперки. Сега заборави да го каже за ворен на висината ајварот, бидејќи знаеме дека они си мислат дека е нивни. Не си мислат, они го имаат регистрирано и заштитено како интелектуална собственост и бренд за пазарите на Германија. Не преваријај таму. Не, кој ти е крив кој си глуп? Не, види, не, словенецот и словенската држава не е крива што си ти глуп. Второ, он заштитува, па еве ќе ти кажам една втора фарса. Дали знаеш дека Словенија 40 години продава вино кој ние им го продаваме као наливно. Значи ние правиме вино, кавадарци, неготино, овона, и пошто сме доволно чобани да не го израфинираме, да го ставиме у шише и да го продаваме 15 евра, ние го продаваме наливно од цистерна по 1 евро. Јас сум бил во Словенија и словенските виногорија, тие се од Лјубљана кога ќе одиш према Нова Горица, према море, 5-10 километри од морето, таму имаат виногорија. Све друго планина и шуми и елки. Нема шанса виното е. Знаеш какви пари, знаеш колку ми е скапо виното словенечко, ама само тоа е. А тие од тоа што го произведуваат продаваат пута 10. Тоа пута 9. Но кажете ми. Значи, чекај, тоа пута 9, знаеш од кај ми е? Од Македонија. Од Македонија. Знаеш како го продават, како свое. Кој ти е крив, кој си глуп? Но зошто ние можеби сме единствениот народ во Европа што немаме право на ништо? Не бареве ни доаѓаат такви разни европјани кои ни го споредуваат идентитетот со пунети пиперки. Си окренал ли на клоци? Си му рекол ли да одиш го изгаси светлото и чао? Кога сме направиле ние став? Треба ли нешто такво да се понижуваат? Апсолутно. Те понижуваат ли тебе, пример, дел албански политичари кои ти даваат изјава само на албански? Сите. А се случило ли како што еднаш му направи на Груевски, еднаш на Заев, ама поеднаш, да исклучат камери, да му свртат грб и му кажат не ти правиме муавет? Од сега ти имаш X на црна листа си. Кај нас тоа еднаш на Груевски му направи, мислам, и еднаш на Заев.
Толку. Ке те снимам, ке те тинтрам, ке ме понижуваш ти ме, поне нас со саатот што ни вртеше, ко ментално ретардирани сме, будала што не правеше, саатот напред, немојте назад. Будали не прават нас човече и ние ги тинтраме. Ние неаме, ние како личности и како нација и како етнички македонци го изгубивме достоинството. Зошто го изгубивме достоинството? Ти правиме компромис. Еве ги ти кажам уште еден глуп компромис. Кој е официјален државен јазик на Република Македонија? Македонскиот. Македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Дали може друг јазик да се користи? Може. Може. Дали може само тој јазик да се користи? Само кој? Само тој без македонскиот? Не. Не може. Зошто се прави тоа? Зошто има општини каде што тебе во комуникација ти се обрега само на албански пример? Зошто има општини или те игнорира? Зошто има општини? Второ, како се викаш? Трајче. Дали може да ти го преведам името? Не. Име не се преведо никогаш. Така. На ниеден јазик. Дали има основно училиште Лирија? Има. Ама чекај, слушни ме. Овие прашања се легитимни, но зошто не ги поставиме на премиерот, на пример сега? Премиерот не треба да го реши. Премиер не решава имена на школа. Еве ќе ти кажам. Градоначалник. Слушни ме, на Џон Кенеди, на Цветан Димов. Дали има основно училиште Лирија? Да. Позади има на турски основно училиште Тефеус. Го преведува ли некој? Не. Зошто градска библиотека? Зошто градска библиотека се преведува Влазримит Миладиновц? Ти можеш да го преведиш она градска установа за тоа и тоа да биде македонски и албански. Како може браќа Миладиновци да биде Влазримит Миладиновц? Браќа Миладиновци, толку. А ти можеш она остатото околу да го преведиш на 6 јазици. Епа зошто? Ама еве кај нас се преведува. Епа дама зошто? Универзална сала, напишале градски знаци уште пред 10 години, универзална сала, терарија универзале и универзал хол. Универзална сала и универзална сала. Толку. Нема превод. Зошто? Затоа што македонскиот јазик беше фрлен на буниште, затоа што дури сега што е чудно пред да падне од власт СД за донесе закон, да би фарсата поголема, дека институциите треба да имаат лектори по македонски јазик. Сега па не може да најдат толку лектори да ги примат. Види, ние сме автодеструктивни како нација. И сме себични како личности. Севкупно сме себични. Зошто сме себични? Затоа што Петко има завршено географија, а нас ни треба ни треба инспектор за комунална хигиена и ние од 1,5 милион луѓе толку не може да се најдат, мислам, луѓе кај за нас да прво се бира името, после се наоѓа местото. Не обратно. Еве денеска една девојка излезе со оглас, вика уче сиромашна, не знам што, сум учела, сум средила, завршив медицина 2 години, никој не ме вика за работа, вика. А ние викаме немаме доктори. Почигледно не одговара на ДУИ, не одговара на ВМРО, не одговара на СДС, девојчето си учело медицина, си завршило, никој нигде не ја прима. И после се чудиме зошто медицински кадар 9000 луѓе отишле у Германија. Зато отишле. Затоа што вие молам, официјално имаш диплома да нострифицирана ти е. Дојди, ќе те бутнеме негде. Може нема биш специјалист, ама ќе лешиш у Баден-Вајлен негде у 4000 жители, плата дебела ќе ти дај по македонски стандарди, ќе ти дадат 1300 евра плата, пример, по наши стандарди. И нормално ќе си оди, не секој сака да си оди од државата. Затоа што ние воспоставуваме севкупно, не партиите. Народот воспоставува систем. Ти, Сашо, Оли, јас, Петко, да се собереме едно купче, прво ќе гледаме тебе да те вработиме негде. Било каде. И на најболje место, така? Пошто си ни симпатичен и си ни другарче. И се ако има реално место, треба во реално да влезеш. Ама да му го земиш местото, пример, на доктор, да му го земеш местото, пример, тебе да те ставиме обезбедување, пример, имаш 50 кила. Што ќе обезбедуваш ти? Значи проблемите ние си ги правиме са, ние функционираме на тајфи, гледаш, македонци, албанци, власи, прилепчани, битолчани, кумановци, ВМРО, СДС. Ние државата ни е племенска заедница, ние немаме индивидуални права. Кај нас не може да се пробие Александар или Трајче. Кај нас ќе се пробие ВМРО, СДС, ДУИ, Карпошани, Тафталиџани, Ѓорче, разбираш? Ова никогаш не сте го говореле до сега. Да, ма тоа е реален факт. Реален факт е дека ние повеќе имаме колективен идентитет отколку индивидуален. И да, во секое општество е добро и паметно да луѓето имаат, да кажеме, интеракција, да се зближуваат, но забораваат дека јас имам 3 фамилиарни вредности, така води мојата хиерархија во животот. Јас и фамилија, Македонија, идеологија. Толку. Се после оди надолу.
Значи, јас и фамилија, најблиското, јадрото, нуклеусот, тато, мама, бато, љубената, децата, тој е првиот нуклеус, не братуче, девојки, почитко, нив, ама, нели, прво нуклеусот. Македонија, идејата, визијата, нацијата и идејата водилка. Идеологијата твоја, еве јас промовирам некаква идеологија. Дали некој ја сваќа како партиска, како политичка, или се македонска, или за општо добро закревање на нацијата, пример, мене некој ќе ми каже, еве, ти демек се бори западни вредности, проевропски, проамерикички. Да, знаеш зашто? Македонците може да се обединат само во Европа. Останатите македонци веќе се во Европа, само ние не сме. И сега кога сака тоа да звучи сулудо, мрднато или шашаво, тоа е вистина. Ај, размисли, процени, ќе сватиш дека е така. Значи, мене македонштината ме води кон таа идеја, а не дека јас нешто верувам во институции на Европа или на Америка. Тоа е цел за да стигнам до тоа јас што го сакам, разбираш? Значи, која е веројатноста ти да ја излечиш Пиринска, заедно со Софија, третина, заедно со пола Варна, заедно со половина од реална Егејска, заедно со Мала Преспа, со Голубрдо, па со македонците низ цела Србија, како ќе ги извлечиш и како ќе ги обединиш? Само во Европска унија. Така велеше и Филип Петровски. Не знам, со него во многу аспекти не Така се вели. Исто Така? тоа Да. што ви го. Само во Европска унија ние ќе се обединиме, вели и Добро, може он го Батовски. чул од негде. Да. Може би, не знам, не знам што вика, не го следам. Така. Кажете ми, спомнав малку начинавме околу трагедијата во Кочани. Дали Добро. она што ни се случи во дискотеката Пулс можеби беше доказ за едно руинирано македонско општество? Апсолутно. Поголема катастрофа не може. Апсолутно. Апсолутно, затоа што види, ние сме во државата мајстори за импровизација. Јас ова го зборев уште пред неколку години, ние имаме закони за се. Ние сега да почнеме официјално преговори, црно на бело, ја мислам дека по главијата вака ќе ги измаваме ко луди. Ние сме мајстори за правна превара. Значи, ние штанцаме правилници, штанцаме изговори, за се имаме, ние сме гениални. За се ќе ти извадиме, имаме изговор за се. Во пракса тоа не го гледаш. Ти текно оној вицот за Тито или за кој беше искочи или негде вика, ја гледаш зградава? Не. видиш. Разбираш, значи, сака да ти кажи, зградата постои, технички приеми, ама ти не ја гледаш. А све поминало, све прошло. Тоа е иронија дека ти имаш воза ред на автобус, ој чека автобус дали ќе се појави. А пази се, официјално базата на ЕСП прошол. А ти го чекаш. Кој е крив? Можеме ли да се издигнеме како Феникс, на пример, да бидеме една Германија? Зашто не? Ја пред 15 години во Минхен, кога спомнавте автобус, чекав метро, до минута точно метрото доаѓа. До минута. Си бил во Португалија? Не. Австрија, Германија таму тој дол. Добро. Во Португалија дали си бил? Португалија се касни 1 сат. Ама сега ние зарем такви земји треба да не бидат како некој си репер. Да, знаеш зашто тој не е менталитетот, ние сме јужњаци. Па тогаш нема никогаш да не биде. Како германците не. Подобри земји да учиме. Не можеш да учиш, има нешто што се вика предиспозиција. Знаеш како викаше во XU, вика јебеш ти држава која Албанија запад. Па да го затвориме доќанот. Не, ние треба да изнајдеме модалитет, компромис, да кажеме, види, ние имаме тенденција да прекопираме. Во 90-тите, не знам дали знаеш, македонците прилагодуваа закони од Словенија и од Хрватска. Словенија и Хрватска за себе вика дека лоши моди. А ние копиравме од нив. Во Хрватска данокот за додадена вредност е 25%, кај нас има 18%, со 10 и со 5. Пол од ставките ние што ги користиме со 5% данок. Кај нас денес чоколадо хрватско, кај нас е 1 евро, во Хрватска е 2 евра, а нивно е. И кај нив се прави. Значи Хрватска си го коле народот максимално, али Хрватска кој реши автопат да прегледаш кроз море оди и стига до Дубровник. Значи барем ја завршува работата. И кај нив се длабоко испокрадени затоа што и нив население им бега, па сега не ги зима македонците 2-30.000 македонци има во Хрватска и да знаеш кај да ќе направи државјанство да им дадат. Нема македонци веќе бугарско зимат, ќе зимат хрватско државјанство. Па, добро. И ќе си остана таму. Ќе се населат сега горна Истра таму, Риека, Задар, Во Риека, да. Риека, бев Риека пред 5-6 години, лепота. Ја би сакал да живеам у Риека. Не, у Риека ја би во Опатија, поубаво е. Монте Карло, лудило реш. Мајка ми беше таму, фалеше многу дека, само што ми кажа дека малку се повеќе ладни хрватите и се тешки луѓе.
Се. Не, то се истрани. Ви, Хрватите као Хрвати имаат длабока поделеност. Ние се зезаме во Македонија, јас сум Брсјак Полјански, од Пелагонија по фамилија и од Демир Хисарско, од Битол, од тој крај. Ние стално сме имале прво мајтап кон, да кажеме, Прилепчани, а втор мајтап бил кон Источна Македонија, ти текнува. Во Хрватска тоа е диаметрално различно. Значи имаш славонци, а со Далматинци. Хрватска славонци со Загреб, па Загреб со оној среден дел нивен, па имаш Истрани, па имаш Далматинци, неки со очи ја се видат, човече. Ти Вардар Пелистер мислиш дека е дуел? Ти не си видел Динамо Хајдук, човече. Се тепат, се колат. Се тепат оној то. Пази, кај нас дечишта тоа го прават. 14, 16, 18 години. Ја во Загреб со своји очи имам видено како се тепат мажи по 50 години. 50 годишни мажи се тепат за фудбал, мислам. Како ти кажам, цивилизацијски нашето оправање како нација, јас го гледам во позитивната, не негативната како сега селекција. Еден дипломат, се уште актуелен сега веќе во образование инсталирани се, тој викаше не е битно од која етничка припадност си, не е битно од која политичка партија си, дали си македонец во свест. Ако ме разбираш што сакам да кажам. Кога си македонец во свест, браниш идеја. Кога браниш идеја, ти немаш проблем. Биди ВМРО, биди СДС, биди Гром, Дом, Подем, Модем, Дуи, овона, свеста да ти е македонска. Ако немаш македонска свест, ти не работиш. Имаме ли такви политичари? Имаме. Во прв ешалон многу малку. Ги има, но некогаш неретко нив достоинството и гордоста не им дава да се лактат по секоја цен и обично знаат да бидат обштествено или финансиски обезбедени, се дистанцираат, а многу често работат од позадина. Многу често прифаќаат лакејска улога, еве да кажеме на советници. Значи бил експониран година-две, бил на некоја поистакната позиција и му ставиле рез, не може да оди горе и прифаќа пример на министерот, на директорот, на дипломатот или овој да му биде советник од сенка. Затоа што сваќа дека не го играат. И прифаќа да биде па лакеј, може тежок збор, али прифаќа да функционираат, но тие луѓе се уште се тука, да знаеш. Мислам, тука се во општеството, паметните работи обично од нив доаѓаат. Да. Интересно. Глупите работи обично кај политичарите доаѓаат кога ќе одлучат сами да прават нешто на своја рака и обично го слушаат некој некомпетентен. Пример, еве ќе ти кажам, во ликовната уметност имаше еден богат човек, имаше голема ликовна колекција со стотици слики и вика кога го слушаше Трајко и Петко да купува слики, тие слики му беа класа. Кој му се ѓубре слики, па тие вика што сам ги бираше. Александар. Пошто толку знае. Се зборуваше на големо од една друга позиција на опозиција, дека кога ќе дојдеме ние на вас, Дурмотурс, Бесатрас, онкологија, ќе го решиме одма. Еве, помина година дена, ништо нема од сето тоа. Обвинителство. Ама кој ги носи обвините са? И вие некако Не. топката ја префрлате од лево десно. По ова прашање апсолутно. Како може политиката било што да направи по тоа прашање? Значи, вака да се разбереме. Ама имаат мнозинство, носат закони. Европа ти вика не чепке таму. Ама ти ја водиш државата, ако дозволиш Европа да ти ја води, закучи го дуќанот. Проблеми мора да се реши. Иако моje мислење, дека не знам што ќе направат летово, имаат уште цирка месец дена, во тие месец дена треба многу работи да се решат. Човече, ние имаме проблем со назначување на дипломати. Пола ДКП-а ни се празни. Од тоа ја што го знам, максимум дека неколку ќе се именуваат во наредниве 2-3 недели, под неколку мислам на 2, 3, 5, толку. А пример упразнети се 30 места, пример. Да. Ова го знам со сигурност, значи многу малку ќе бидат ставени. Немаш време затоа што пак ќе ти кажам. Мислите нема време или нема кадар? Не, и веќе се знаат луѓе. Трајко, Петко, Станко, нема време да се истрче процедурата. Таквите работи е прашање на процедура, да знаеш. Има места, најлесно е види да смениш и да именуваш некого, пример во јавно предпријатие. Владата е оснивач, владата именува и разрешува, буквално се собираат, Трајче го бираат, се состава владата, Трајче го, па за негде некиш да се нафатиш. Трајче го бираат, доаѓа настанот, влада вика, јас го именувам Трајче Трајковски за директор на јавно предпријатие за тоа и тоа. Дали сме за? Сите министри влада за 2 дена, 3 дена у службен вестник, овој му остануваше 2 или 3 дена да ја примопредаде функцијата. Толку е. Ама таму, во еден куп други сфери на општественото живење, кај што народот не е во тек, ти знаеш какви заврзлами има, човек. Па тие
Знаеме, но што треба да се направи? Па да се реагира, ама понекогаш ти викам, реагирањето не е плук ни залепи. Јас, кога сум бил помлад, и кога не сум бил навлезен во голем дел од материите, не сум дал. Пример, ќе ти кажам, пример, сфера на култура. Така? Сфера на култура, пример. Имаш институција, театар, Так. некој си. И сакаш да го поставиш Трајче. Трајче не е вработен. Трајче не е вработен во театарот. Че не е во редове работеност. Ти знаеш ли која е процедурата Трајче да стане директор? Прво, во дадениот момент, ако ти смета Пеце или Станко, кој е таму, прво треба да го разрешиш. Еко ти смета, не е функционален, треба да го тргнеш. За да го тргнеш, мора да назначиш веде. Веде смееш во културата само од внатре да назначиш. Не од друго место, не од друга фела, не него, не можеш да го ставиш него, мора да назначи човек од внатре. Значи прво за да го смениш тој што е сега, мора да најдеш човек што е од внатре, вработен, ВСС со факултет. Не мора да е глумец, може да е режисер, може да е сценограф, може да е драматург, може да е од правна служба, но прво треба да сака да се нафати. Што ако дојдеш и никој не ти се нафаќа? Па не ме таков некој. Ама не знаеш. Некој не може да ти се нафати. Види, јас ти ги кажам сите опции. И сега, прво треба, пази, тој што ќе се нафати, ти му викаш за месец, 20, за 30, ој не ќе се скара после, не ќе го мрзат, ти знае дека треба Трајче да е, така? И сега, имаш ситуација, прво треба да најдеш човек од внатре, што ќе прифати овој што бил 3 години, 5 години, 10 години, да го смени. Вика, не, мене не ме чепкате, не ме чепкате. Сведоци сме дека и министри прифаќа на еден ден да бидат Апсолутно. Ама види, јас пак ќе ти кажам. Со брзина на светлината и да вработат за еден ден. И тоа е точно. И тоа е точно. Тоа ни е комедија. Точката на топење и карактерната осипаност таква не сегде има такви. Зато им се смееме, такви знаеме еден двајца. Не знаеме 200. Зато ти викам, и сега за процедурата само се вратам за поентата. Прво треба да најдеш човек што ќе дојде. Кога ќе дојде тој треба да го мотивираш, да го стимулираш да распише оглас. За распише оглас треба да има исполнети критериуми. Огласот трае 15 дена, минимум 15 дена. Од кој ќе го распише? Прво треба да има тендер за огласување во весници. Пази, на обичниот народ ова го смеува, јас го знам од прва рака, затоа ви го зборам и се смеам, знам како функционира. Што ако фирмата нема направено оглас за објавување во дневни весници? Правничката не е збркала работа, нема оглас за дневни весници. Треба да има тендер месец дена кој трае да се изберат дневни весници. Треба 2 македонски, 1 албански. На албански има само 1. Коха. Значи мора у Коха да се рекламираш. Второ, од дневните. Абе тебе ти звучи смешно, мој е реалност. Кажувате вака, тие се на тешки маки, значи ние треба да им дадеме бенефицина стаж на. Не, сакам да ти кажам дека министри наши. Не, сакам да ти кажам дека за да истрчаш некоја работа, по некој еве во министерствата имаш раководители, нашиот колега пријател овде знае, имаш раководители, пример државни советници. Добро. Не можеш да го смениш. Се смета како професионалец, заштитен, има стаж 20 години, порано на времето пред 20 години многу ги менјале, политички хајки биле и низ годините 2010, 2013, 2015 се одредило дека они се професионалци и штом го ставиш негде, бетон му е позицијата. Или дека можеш да го смениш максимум до едно место надолу, че не можеш да го шиканираш. Не можеш од државен секретар или државен советник да го направиш соработник или ова. Значи не можеш да го срозаш. Единствено можеш да го избркаш, ама го избркаш треба кривично дело да направи постапка судска да постане. И след ти си во едно министерство кај има 12 раководители. Не велиме за бркање, него да си постават некој. Не можеш да како ќе го поставиш? Второ, полот подписите во одредени министерства, еве, не знам, земјоделие, транспорт, образование. Јас фаќам поентата, но кажете ми, сведочи сме сега пред кратко време излезе премиерот пред значи малите екрани каде што упатуваше молби, молитви, то нели беше малку комично кон судот да се само распушти. Еве гледаме дека судот не се. Затоа што нема законска одредба тоа да го направи. Они ги прогласија за условно никако фајде. Да ги утепат, нема како. Се пази, овој те прогласува дека те нејки. Така, собранието одлучува дека треба да се тргнеш. Во законот вели. Судската се посебна власт. И единствено начин е тој да се повлечи или ти да го шиканираш доволно за да не функционира. И се чекат еден по еден да им помине мандатот. Ако чекаме така. Ама нема друг начин, да дека не се доволно шиканирани, како што спомнав. Да. Види, еден систем се гради со години. Утките кога се оправаат, неретко се прават поголеми утки. Порано имаше хајка. СДС ко беше на власт пред
не цели 30 години, 95-та, 96-та, во еден ден донесе 200-300 суди нивни. Одеднаш, бам! Так. Тоа е пола судство. Бам, одеднаш. Од нив не можеше човек да се исчисти 15-20 години. Да. И сега се направи заштитен механизам. Ако имаш заштитен механизам да одиш полека за избор, имаш заштитен механизам полека и за да тргнеш. Ти за да избркаш државен службеник од работа, за пример, во институција, прво имаш полагање агенција за државни службеници, па тестирање, па контрола по овоне. И да, и тоа го местат луѓе, ама го местат полека. Вака, онака, ке решат Петко да го пикнат, да не кажеме Трајче, ќе го пикнат. Кога ќе го пикнеш, Господ не го вади од таму. Цела постапка е да го избркаш. А има пример една фарса, ако ти си невнимателен како државен службеник, 3 дена без образложение, не појавување на работа е отказ, повеќе од 3 дена. Па никој не буде од 3 дена да не се појава на работа. Има луѓе во странство што работат да имаат плата. Ама пример знаеш како се заштитени? Петко ги куца со картичката. Се уште тоа денеска. Па не денеска, али пред година-две го имало сигурност. Доаѓа човек, вади од джеб 20 картички за Трајче, Фатмир, Блерим, Ѓоко и тик влез, так излез, так влез, так излез. Не сега ги фатија во комунална, мислам. Да, се има една финта. Во сите институции, таму кај што има так, има камера. Да. Сега дали некој сака да ја провери камерата или неќе? Тука имаш и втор момент. Зошто јас ти викам дека ние имаме, ме разбираш? Нас системот ни е контаминиран. Системот ни е контаминиран и луѓето во својот однос не се Ја ве разбирам, но поентата ми беше дали треба конечно нешто да се пресече, не само са. Знаете како, во времето на СДСМ они паметиме дека сами против себе штрекува, одеа на штрекови сами против себе за воздухот, за загаден воздух, тоа никаде го знаеш ли зошто? Знаеш ли зошто? Од 12 години беа опозиција. И они фактички ја рушеа власта со загаден воздух. И на крајот добија власт. И они викаат, пи ние се буниме за загаден воздух, пишчисти го. Истото е тоа сега. ВМРО дојде и они викаат системот ни е труп, па направи го. Ама загадениот воздух не е до судството. Ама воздухот е друго. Не е до судството. Добро. Загадениот воздух е во рацете на воздухот. Не, во рацете на извршната власт. Сега, во рацете на парламентарното собрание имаш многу аспекти што можеш да ги истуркаш, но има еден проблем, За многу закони во сферата на правото има нешто што се вика Бадинтерово мнозинство. Тука дуи кочи. Ти што мислиш зошто задниве 10 години не може да се донеси закон за промена на изборен модел? ВМРО се буни, СДС се буни, Дом се буни, Гром се буни, Подем се буни, не знам, Левица се буни. Дуи не дава. Ова не го мислам, ти гарантирам. Промена на актуелниот изборен модел единствен кој не дозволува никогаш е Дуи. Затоа што Дуи со овие 6 изборни единици максимално му одговара се, поготово му одговара 6-та изборна единица. Кај што они од 20 пратеника ќе карат 9 или 10, и они веќе се најаки, и доволно е сегде по 1-2 да земат и они се на коњ. Шеската е нивното златно јајце. И се уште они го шиканираат моментот за шеска, дека од сите 6 изборни единици дека има најмалку бројка во население, што е точно, но има еден втор проблем. Во изборна единица 6 најмалку луѓе излегуваат на гласање. Така да кога ќе шиканираат и кога ќе кажат дека пример има 280.000 гласови во тројка, а има 320 во шеска, реалноста е во тројка искача 75-80%, значи шуто и рога тоа гласа. Ваму искача 30-35%. Така да, кога они ја играат таа весела математика околу големината на изборните единици, забораваат една работа, дека легитимитетот на тој во тројка е 9-10.000 гласа за пратеник, а ваму е 5-5,5, 6. Така да, они ако има една изборна единица, они никад нема да имат 18 или 20. Спомнавме околу Скопје, околу воздухот, околу дури спомнавме и комунална и така натаму. Па еве неизбежно е прашањето за градоначалничката Даниела Арсовска, која претпоставам дека знаете што се случи денеска, беше нападната. Еве јавно ја користам оваа можност да осудам, сепак се работи за жена, не мислам и за маж да се работи исто, не па за жена. Четвртата најмојна функција во државата. Така. Градоначалник на главен град. Кажете ми, еве,
Како е возможно во 21 век денеска да се случи Пред камери, пред сведоци, пред инспектори, пред полиција. Полиција да се случи вакво нешто, вели бев навредувана за силување, за значи и удрена и тепана и пред полиција и никој ништо не. Дали според вас во времето можеби на СДСМ беше заложник на ДУИ, а сега ВМРО заложник на Влен? Па не знам дали е заложник, мислам дека се само предпазливи во чекорите. Мислам дека нешто да ви се случи да нема апсење, треба некој да се пред да влеземе во студио кажува дека се приведуваат луѓе. Не знам дали прочита. Да, не сум прочитал. Јас прочитав тука надвор дека седевме. Да знаеш една работа, не знам колку се информиран, колеги ве знаат, и јас до пред 2,5 години, иако не живеам таму повеќе од 10 и се уште имам и каде, јас сум жител на Чаир. Така. Јас сум токму таму и јас сум еден вие најдобро ја познавате ситуацијата таму. Од прва рака и сум човек кој јавно апелирал, колумни пишувал на тема Чаир. Џабе, Чаир е продаден и даден како таков со територијалната поделба на министерот Филиповски, владата на Бранко Црвенковски, 2004 година референдум имаше против таа територијална поделба. За луѓето што не се сеќаваат или не се во тек, да знаат една работа. Заклучно со улица Џон Кенеди. Се навака, значи цел Дуќанџик и Пластичарска улица и Битпазар порано беше дел од општина Центар. Значи до Џон Кенеди општина Центар. Од Џон Кенеди Долно Горнотопанско, Серава, свена, до граница со Косово беше општина Чаир. Тоа се напредна трипер комбинација, каде што улицата Трета македонска бригада, тоа е кај Петар Здравковски Пенко училиште, 19 кај што врви, каши црквата Свети Никола таму, и до Чаршија, вклучувајќи го Битпазар, или до Мавровка, стана нова измислена општина Чаир, а она што беше стар Чаир без овој дел, стана општина Бутел. Фактички тоа се исцрта етнички граници и фактички на некој начин и етнички се исчисти тој дел. Во тие преговори тогаш што беше, да знаеш дека тогаш ДУИ бараше Чаир да биде до реката Вардар. Така, добро, но ова што се случува денеска? Слушни ме, многу е ова битно. 2002 етничката структура, значи 2 години пред територијалната поделба, во таа територија на општина Чаир имало 21.000 македонци. Со последниот попис има 5.000. Сега има 4.5. Етничките албанци кој бројка остана исти, затоа што еден куп други се доселија, други се иселија и бројката остана иста, дури се покачи, се iseli се останато. Зошто? Затоа што тоа се направи една своевидна политичка енклава со која владее помалку или повеќе една структура на ДУИ, која е сега поделена. Тоа е кланот ДУИ, кој сега го води Влен, не целосно, кланот од ДУИ кој го води Влен, и старо ДУИ, кој всушност го водат Чаир. И тие меѓу себе си прават све и свашта. И сега, внатре се случуваат во општина Чаир 500 глупости. Зошто се случуваат 500 глупости? Затоа што никој низ годините не успеа таму да реагира. Зошто не реагира? Затоа што имаш таква масовна доминација, а е во урбано јадро на главен град на само 2 км од центарот. Чаир има измислица, што после цело Скопје го применува, да правиш легализација во зграда стан по стан. Пази, зградата е нелегална, ама станот е легален. И ти го легализираш станот твој. А ходниците, а гаражата, а парцелата? Значи ти имаш таква, ја не сум знаел, тоа постои системски, затоа што сум го видел и во пракса и сум се чудел како е можно, легализираш стан во нелегална зграда. И затоа сите овие ујдурми фалсификати. Тоа, види, градоначалничката како таква, Данела Арсовска, градоначалничката како таква, има тежок карактер, затоа што влезе во конфликт со сите, а најлошото е влезе во конфликт со тие што го дадоа легитимитетот. Мене ми беше несвојствено, после само година и пол, да ги плюка луѓето. Јас мислам дека е тоа малку карактерна нишка и проблем на перцепцијата, кој рече ја имам легитимитет.
Не, драга моја, ти си добила легитимитет, но легитимитетот во главном го имаш од политичкиот субјект кој тебе те предложил и те номинирал. Но тоа не значи да тепаме по полиција кај ќе Не, за тепа некој друг. Збориме сега прво против кого она удри. Кого она се доведе во ситуација да прави хајка против човек кој е сега министер, против друг човек кој е министер, против премиер, против луѓето кои ти биле најблиски соработници, и ти водиш отворена војна со нив, тоа е твоја грешка. Дури да си во право, зошто го велам ова? Јас, ако соработам со тебе, со него и со него, и ако гледам дека вие сте ми најблиски соработници, а сте ми забиле нож во грб, јас ќе се повлечам. Јас ќе се повлечам затоа што не можам да функционирам. Таа реши да оди во фронтална војна, сама против сите, и поради тоа сега во моментот јас имам впечаток дека таа нема грб некој да застани за незе. Ова што се случуваше денес и во изминатиот период, со закани, со понижување, со навредување е одвратно, мора да се санкционира и мора да се стави крај. Чаир е туморот на град Скопје и на Македонија. Дали мислите дека она, например, откри криминали на градоначалникот, дали треба да биде барем на распит за да се докаже, можеби, што е се... Зошто власта не реагира Кој го прави? Еве, ќе те прашам нешто. Кој прави распит? Па зарем власта толку не може да... Не, власта не. Власта реагира. Кој прави распит? Кој прокренува? Треба да го... Не. Судот? Не. Кој поднесо обвинение? Обвинителство? Пак се ме разбираш каде одиме? Значи, пази, ти Ама не мора да е обвинителство само. Кој? Може да биде уапсен, например. Поради што? Па има многу. Не, дај пример. Види, јас правник не сум, цел живот сум бил обкружен и сум инволвиран во општествено политички и ги знам работите. Еве денеска што не се случи, зарем и после ова ако не биде, после ова јас колку што знаме отвори тај МК веќе има, мислам дека изреагира. Исто како што со ликот во шутка што палеше на плоштад што се гледаше црноблак, приведен е човекот. Приведен е. Значи сведоци има, црно-бело не собственик. Сега, знаеш која е постапката? Пошто има евидентно дело, очигледно, така? Евидентно очигледно. И не се работи само за незе, него и за други луѓе вработени во... Ама повторувам, евидентно очигледно. Скопје. Полицијата го приведува, полицијата поднесува пријава до обвинителство, обвинителство ја превзема. Ме разбира? Значи полицијата е само сервис за да се реализира ова. Така? Точно. Во дадената ситуација, полицијата може да го приведи ове за тепање, за насилство, за овона. Обвинителството ја тера таа работа. Ние таму го имаме оној што се качуваше на учка на слика со нозете главен. Види, нас ни е контаминиран системот. И сега, тебе те ставам, ти свесто бойкотираш 6 месеци, не си ја вршиш работата. Година дена. Па нема начин да ме трнете. Постапка е. Не може да го тргне директно, ти се меша, го руши уставот. А гледате добра воља кај луѓето да сака да го тргнат? Во власта? Да. 100% не, ама во голема мера да, еве 90% да, дека се има желба, дека и примети една работа. Јас неретко во одредени ситуации сум бил разочаран како се тера ова. Јас сум бил разочаран. И на носители високи на функција јас сум рекол, дајте бе ова срамота и кјутат. И сега не знам што, и ќе помина 2 недели, 3 недели, месец дена и баш тоа за што сте збореле се реализира. Мислам дека актуелната власт, поготово носителот на таа власт, ВМРО ДПМН, свати низ годините дека секогаш има негде каде што, ајде да даме на символика, каде што гумата диши. Гумата секогаш диши кај што има негде двоен или троен играч. Што издава информации, што саботира нешто, што прави, и научија малце да бидат затворени. Значи во одредена дејност, пример, еве, во оваа куќа живеат 10 луѓе, само овие двајца знаат што се дешава. Пошто не знаат кој трети или четврти или пет ќе истече нешто и се уништуваат работите. Кај нас системски ние во секоја сфера, ја пак ќе кажам, има саботирање на нешто, да затоа старите викаат дека не бидни кјути си. Знаете како? Еве, јас не сум верувал во тоа, ама еве праксата покажала така. Кај нас се наталожи во општеството меѓу луѓето многу лошотилак и многу тенденција за саботирање. Не видите како? Сме имале многу луѓе што воделе оваа наша Република Македонија и делувале на различни начини. Некој побрзо, некој поволно, некој воопшто, некој вака, не некој така. Но
Зарем не мислите, например, дека еве сега ќе ви дадам и примери. Ајде. Спомнавте дека обвинителство, дека власта е немотна и така натака, но се случи кочани. Добро. Излезе Панче Тошковски, министерот на телевизија, со премиерот Христијан Мицковски и Добро. кажаа дека ние ве уверуваме дека за ова ќе има дури првите денови, првиот месец дена мислев, има впечаток дека луѓето не спијат, дека нешто работат, дека сакаат тоа да биде. И после тоа и од регионот бевме пофалени како за многу брзо време, случајот скоро па е готов. Сега, од друга пак страна, ни се случува друг случај со помал интензитет, би рекол, се работи за една личност, исто така го беше познат во јавноста, се работи за наш диџеј, дете, Љупчо Лешко, кој загина од струјен удар. На журка. На журка, на пријатна забава, пушта музика, во Радишани, се знае и кој човек е и објектот, дека нема уземнување. Заземјување. Замислете си 11 месеци пред истрага траеше, но нека обвинителката до пред кратко време не донесе одлука дека тука нема случај. Нема случај, уземнување нема, има исказ напишано, да точно, уземнување нема, ама случај нема. Како е сега возможно и сега вие ми велите дека обвинителство, да точно, но мислам дека и јас имам впечаток дека власта тогаш дополнителен притисок му нанесе на обвинителството за да она реагира и еве знаеме како се одвива со Кочани, но со овој случај и со многу други, не само со овој, се е некако подзаспано. И сега не иде некако. Па да се зборуваме пак дека се сведува на човечки фактор. Види, негативната селекција на луѓе без интегритет, само со диплома, ова го предизвикува. Значи, нас ни е контаминиран системот на вредности. Во едно друго време на ВМРО ДПМН, пред 10 години, сами структури кои беа дел од таа власт се бунеа кога тогашниот премиер воспостави еден систем на селекција кај што се бараше познавање на јазици, кај што се бараше тест за психолошка, како беше психотест и тест за интегритет. Јас знам, пошто јас имам отидено, јас го имам полагано тоа. Знаеш дека после тоа СДСМ кога дојде 2017 прво нешто тоа го укина. Еве за англиски не треба, пример не треба. Не треба, не мораш да знаеш англиски. Иако е добро да знаеш, во Хрватска, пример, во сфера на културата, има закон кај што треба 2 странски јазици да знаеш. Не ти кажуваат кои 2. Што пази, па тоа е уште потешка една околност за да добиеш место. Но пази, која е целта да го укинеш психотестот и тест за интегритет? Зошто да го укинеш? Значи, психотест покажува дали си, да ми поизвинат на израз народот, колоквијално речено, дали си шлакнат, дали ти диша главата. И второ, тест за интегритет е да види дали си подложен на криминал, на подкупливост, на мито. Да, го кина. Крај на 2017, почеток 2018, јас знам, пошто јас во една ситуација, предпоставам и пријателот и некои други луѓе, го имаат полагано, јас го имам положено, тесто кликање, овона, ти дава сертификат, важи 3 години. И кога кажеше некој пример во шала, во колоквијално му абе ти дали си здрав, дали си нормален, да, имам црно на бело. Ти имаш ли? Значи, еве, јас тоа го имам полагано, го имам положено и немам проблем. Психолошки, и то пази, тоа се прашања кои навидум се банални зборат за твојата личност. Јас дури бев збунет кога фатив да ги читам, неш. Бев збунет од содржината на прашањата, затоа што дури ми беа као ти кажам, нелогични. Ама после, пошто имам блиска личност во мојот живот кој е психолог, и ми објасни, да, вика, тие прашања многу зборуваат за тебе као личност. Значи, ако кажеш не, тоа е ред флег. Ја, како ред флег? Така, вика, има зошто. А има луѓе се лета таму и вика, тие носи личноста во сосема друг правец, разбираш? Зошто тоа е укинато? Укинато е, 2018 се да сме го укина. Ама добро, ова е сега 2025-та, ВМРО е на власт и говориме зошто не се прави притисок кон овие случаи да се решат. Што во Тетово, во Тетово на пример, згазен човек, човекот си шета слободен. Јас имам побитен случај од тој. 27 април. Јас поло тие луѓе лично ги знам, скапа у затвор. 15, 18, 20 години. Терористи? Сти нормален тие луѓе терористи. Јане Ченто терорист? Министерот Чавков кој еве сгрешил 18 години затвор? ВМРО да бидеме, ние тоа сега се реши. Добро, и сега знаеш што е проблемот? Еве самите луѓе што викаат. Самите луѓе, они, ние не ќеме вика да не пуштите од затвор. Имала шанса председателката, кажаа дека им понудила, они не сакаат да се преквалификува делот. Да, или да се преквалификува, или да се добие ново судење. Зошто? Затоа што, ако ти го ослободиш тој човек после 8-9 години затвор, тој е терорист
помилуван од председател. Тој вработување не може да добие никогаш и од државата не може да излезе, на црна листа ќе биде. Ти знаеш што е да имаш петно дека си терорист човек. Да, таму има луѓе по 5-6 години, ама има луѓе кои имате 20-30 години. Знаеш како петно е терорист да имаш? Тој било каде јавно или државно, тој не може да се вработи. Нема може да се вработи. Второ, ќе биде прогласен за виновен, токму затоа. Многу садистичко беше моментот на квалификување на делото тероризам. А тероризам беше квалификувано затоа што тероризмот како таков не може да биде подложен на помилување. Председателот не може да помилува терорист. И они бараат две работи, или да се преквалификува делото и да се направи некаква форма каде што тој што добил 15 години, ќе добие 5 години, па ќе искочи дека 2 години незаслужено лежал затвор, па може ќе добие и оштета некаква, или да добијат ново судење каде што може ќе се видат и некои нови околности. Вака сега само да се најди модалитет, еве дури да се смени закон во собрание, па председателка да каже ослужиле толку и толку, иако сите се веќе над 50% од затворската казна, што си направил? Тие луѓе се веќе осакатени и тие веќе скапа у затвор, ни веќе им станува животно се едно. Ме разбираш? Така да, затоа ти викам, понекогаш нешто што се случува во државата не е плук ни залепи и ние кога кажеме има власт, тој има власт во собранието. Но институциите на системот внатре, министерствата, судството, полицијата, обвинителството, се луѓе од различни профили и различна општествено-политичка провиненција. Добро, која е разликата кога говориме за од ВМРО до СДС во своето владење? Пошто не е плук ни залепи. СДС знае дека нема долго да трае и прави што и да може да СДС после 98 знае дека на власт може да дојде само со превара. Вака највулгарно речено. Зошто? Затоа што они ја создадоа таа бизнис олигархија, поготово она најголемата грешка е тоа на Љупчо Георгиевски, што 94-та се повлече од собранието. Имаше шанса да има 20 и нешто 30 пратеника, виде дека нема да добие избори и со Петар Гошев ја направија најкатастрофалната грешка. Едноставно се повлекоа од собрание и дозволија СДСМ да направи Џандар збира. Тогаш СДСМ, либерална партија на Стојан Андов и социјалистичка, тогаш на Дзинго, има 92-93 пратеника. Не да е мнозинството лудило, 93. Нив единствена опозиција, повозрастни пријатели наши знаат, единствена опозиција тогаш им беше Демократската партија на Македонија на Томислав Стојановски Бомбај. И Томе Бомбај заедно слуша 2-3 пратеника и некои други изгубени души и некои од ДПА, они беа единствена опозиција. Овие имаат власт 100, пази има 105 луѓе у влада. 105 пратеници што ја поддржуваат владата. Масакар. И во тој период се случи ТАЦ, се случи приватизација, се случи се, дојде Македонија од 200-220 на 450 невработени. Масакар, то таков потоп 94-98 не постоел, то како ти кажам. Се смени малку изборниот модел, се направија 35 со 85 пратеника, мешани, тој само единствен начин беше тогаш, тој момент 98 година. 98 година ВМРО успеа да направи една спрега и ВМРО ДПМН доби со партијата на Циле Тупурковски, Демократска алтернатива, иако таму имаше многу прелетачевичи од овие структури што владеа до тогаш, и таа веќе брзо почна да се распаѓа. Прво дојде Косовската криза, одма 99-та, они почнаа Тајван, слободна економска зона, Бунарџига, градот, она, тоа беше 98-99, 99-та почна НАТО бомбардирање, нас ни дојдоа 300-400 илјади бегалци од Косово, ние контаминираа државата, мислам, контаминирање, да не се разбереме погрешно, се наполни државата со 20% население кој не е од таа држава влезе во државата. И остана овде неколку месеци, па авиони, па се, па дојде 2000-та година кога проба да се руши власта на тогашното ВМРО ДПМН, па преврат на пратеници, па ВМРО. Така. Значи цела една калимати. Враќањето на Социјалдемократскиот сојуз во 2002 година беше благодарение на војната 2001. Значи на категорија на војна, внатрешна војна во Македонија, СДСМ се врати. После само 2 години СДСМ толку потона и смртта на председателот Трајковски во авионската нестерега, да СДС од партија која има 50 кусур 60 падни на пола. И тогаш, како евакуација, Бранко сваќа колку е сад, оди во председател на држава, ја фрла партијата
на овие неговиве. Претходно го менуваат Никола Поповски од министер за финансии, кој го држеше стегнат буџетот, но одговорен беше, почна раскалашено да функционираат и во наредните 2 години ни сами си уништија партијата и го прилично строго држа. Кога ВМРО дојде во 2006 пак со едно понтонско решение како НСДП и народна која помогна да се формира владата, ВМРО таа национална матрица и таа осуда за СДС како структура се постави така дека минимум 10 до 20 години ќе владее. И владееше 11,5-12 години. Грешката на падот на ВМРО ДПМН е што се кара меѓу себе, а не доволно квалитетно според заслуга ги казнува овие што ја раскршмуваат и крадат државата. Зошто? Затоа што извади една статистика. Еве, ти си на возраст од 30 на години, 30 кусур, предпоставам. 36, добро. Ајде да се прошетаме прво низ Скопје, па низ цела Македонија. И јас себе како повозрасен од тебе, ќе ти кажам што кога како се изградило, нема да ти ја кажам датумот, само ќе ти кажам дека задниве 20 години. Или задниве 30 еве од плурализмот. Ајде да видиме што инфраструктурно изградило и се направило во времето кога владеело ВМРО ДПМН, што се направило во време на НСДП. Еве, во сфера на култура. НСДП го има Пелинце изградено. Пази, Пелинце е понижувачко место, кое почнеме да го славиме 2 август, затоа што србите не ни даваат да одиме во Прогор Пчински. Значи, тоа е, како да ти кажам, автодеструктивно место. Не пуштаат србите да одиме таму, ние преку граница на 2 километра ќе си направиме мемориален центар. Тоа го има направено. Што е второ што го има во сфера на култура направено на СДП? Ево, културњак си, мање више. Што има направено? Саш да тврдиме се обратно кој што има направено. Театар, музеј, театар, музеј, театар, музеј. Мораме да бидеме реални кога говориме за ова, тоа е дека СДС и ВМРО ДПМН има добро, сега вие гледате малку со други очи, со друга нека перцепција, но еве, едни од 30, јас само говорам дека и во тие има белосветски шалабајзери. Рекол, тоа мораме да бидеме реални, дека има. Зошто што ни фали и ѓубриња и лопови, полтрони и хиени се има. Што ни фали на нас во Македонија за да дојде некоја трета партија, некоја трета сила во регионот веќе има на пример. Ние зарем има и други партии, не се само СДС ВМРО, на пример демократи, помало, мало партија сега. Добро. Сега, но гледаме некои реални заложби. Зашто што фали за кадровскиот потенцијал? Зар мислите дека дај ми покрај Јорго Земјак битолчанец, нели, беше во американски, јас сум вака доста пратам, се он беше во американски, нели, филмови пред 30 години, акциони се, живееше во Америка, во Калифорнија. Он е битолчанец Земјак и се овона, кажи ми 5 истакнати луѓе кои се општествен авторитет, кои се позади него. Значи вака, нема простор медиумски за да се истакне партијата. Ја затворени се врат. Не, чисто си правим овет. Не, изговор. Затворени се вратите. Не ти треба. Во ниједна телевизија не е повикан. Добро. Каде да се појави човекот за да има... Види, еве, Левици изплива колку толку. Стефчо знае да плива колку толку. Има други мали партии кои растеле. Значи ти, види, во животот, еве се, земи во сферата на уметноста, земи во сферата на глумата. Никој старт кој си непознат, мајка ти ако те форсира или татко ти е друго. Ти треба да се пикниш негде, да направиш скечеви, еве го од Битола Љубе парче брај. Другар ми. Цар. Поздрав. Цар. Наде никој не ја знаеше, Наде експлорира со ликот на Надето, ако него ти чака. Некој друг. Ама тоа е хумор, ова е политика, значи тука нема ништо случајно. Ама еве во спортот. Еве во спортот. Ти имаш врски, тренираш во Вардар. Најаките фудбалери никаду Вардар не тренирале. Сите наши репрезентативци се селанчиња. Селанчето сака да успее. Најаките фудбалери од кај нас, Тони Мицевски од Поешево. Кој може шо врски да не имал? Не бе трчал 3 пати болje од другите. Овој кремац од фризура женски бркал на 16 години, овој одел пешки. Илија Најдовски на времето тренирал во победи во 11 октомври во Прилеп, одел од Крушево до таму пешки. Ти можеш да замислиш од Крушево до Прилеп пешки да идеш? Ева како помисла, пешки ја тргнеш. Човекот до Прилеп. Ако гледаме така, и Артим Шакири пешки оде од Струга до... Ама кој е Артим Шакири?
Волете тоа се. Великан. Кажете ми, да. Енис Барди кој е великан, татко му овце чувал. Значи види. Ама сега ние малку како на... Ама тоа е логиката тричаш и во ми политиката. Не е тричаш. Јорго, ако имал влијание, еве кога го спомна како пример, требало да се обкружи или пак можеби па проблемот и до него. Може тој треба да биде втори или трети човек од позадина, може треба тебе, Станко, Митко, Ѓоко да ги стави да испливаат напред. Не секогаш пример, еве не знам, партијата на Зијадин Села не ја биваше дека не дојде Таравари. Па овој проба да му ја земе. Некој може ќе смени некој нов метод, ме разбираш? Политика, еве пример, јас себе си Не не ја гледате по малку, пример, Добро. вината во медиумите, никој не дава простор, не само за Јорги, за други помали партии, не дава простор, нема можност да се искаже човек. 30 Значи, затворено е тоа се. 36 години имаш. Пред 20 години немаш интернет. Весници со пари се купува. Имаше МТВ1 и МТВ2 на албански на заедници. Постарите личности немаат интернет. Сака да гледат телевизија. Фати ги младите. На старите оди на пазар, зборим на пазар. Види, као човек што работел политички кампањи Така. и работел изборни кампањи, пред 20 години, кога се добиваше изборите 2006, имаше млади луѓе и одеа на пазар че збореа со старите. Праја интерна пропаганда директна. Ама види се, јас пак ќе ти кажам. Без оглед, за не го коментирам дотичниот лидер на политичка правиме партија или општо и било за што. други партии. А едноставно некои ликови не проаѓаат. Значи стига да има поддршка од 2000, 3000, 5, 10.000 гласа, тоа му е плафонот. Еве јас имав и дуел на телевизија сосема нормално, голем потенцијал го смета Лјупчо Попот, така? Лјупчо Ристовски, да. Конзерватив, као му беше партијата? Интегра. Направи еден резултат, никош не го повтори. Ама еднаш го направи. Тој патуваше под свет, одеше во странство, правеше овона. Распомнуваш и Марсовци и за до Вселената дека Види сега ова што ни е актуелна градоначалничка, иако тоа не го кажа, ви каже дека бесплатни автобуси има, бесплатен превоз има, превоз нема автобуси. Пореално е тоа него да одиме на Марс. Да бидеме реални сега. Па ќе ти кажам, ама види, Сепак. секој има под наводници лудило во своите предлози. Некој се јас пример, јас као човек. Јас не сум лидер на политички субјект или директно не сум инволвиран натре во политичкиот систем. Јас знам дека моите ставови, мојата логика нема да пројде. Зошто? Додека живеев во Чаир, често се возев со дивине таксисти албанци. Да. Се возиш со нив и правиме муавет, и те ценат, те сакат, искрени луѓе. Ти овде да се кандидираш, јас тебе ќе те гласам. Нема да ме гласаш, викам, лажеш. Зошто? Не, дека мислиш наши ваши, не викам ради друго. Зошто? Оно дека викам ќе заградам. Не може. Како не може, викам, државно земјиште. Овде викам коли нема паркирање. По мене таму ми се 3 коли. Да, ама тоа е улица и тротоар. И са јас кој ги го кажам, ова ти мене ме јачаш, ама ти мене никад нема ме гласаш. Затоа што ти ќе изгубиш. Ти многу од работите што ги користиш и злоупотребуваш, јас ќе ти ги исечам затоа што јас сметам дека тоа не треба. Ме разбираш? Значи тој што ти вика дека те поддржува како нова опција, не те поддржува. Затоа што ти кога ќе му изнесеш реално програмата за средена Македонија, еве јас ќе ти кажам, јас да сум кандидат, еве во ова општина, сега кај што сме. И јас ги сакам и моите пријатели се, ама јас овдека на улица коли паркирани нема да дозволам. Затоа што е резиденцијална населба со скапи кујки. Колата ќе си ја внесиш дома. И се ти можеш да ми се налутиш, ама тоа е мој став позади кој стојам. Кола на тротоар не треба да стои. Погото, зграда нема, ќе направиме еден паркинг и ќе си плаќате сите по 2-3 денари. Ама кола на тротоар нема да качиш. Јас, еве, не сум богат човек. Јас купив гаражно подземно место. Кренав потрошувачки кредит, кој со дебела каматна стапка, се испрчив пари и сега плаќам 6 до 7.000 месечно, за да го исплатам паркинг местото. И се чекај, јас сум глуп, оној джип што вози каче на тротоар, он е управо, а има куќа и двори место за 3 коли. Кој е глуп? Значи ти ја онадиш државата. Ти си крив. Ја од тебе ќе почнем. Што ме ја од тебе почнем? Ти за мене нема да гласаш. Затоа нема трета опција. Сега дали ме разбираш? Јас сум трета опција. Јас ќе кажам коли нема да има. Никој нема да ме гласа. 100 гласа ќе освојам. Фанатиците ќе ме гласаат, разбираш? А јас не сум па лицемер да ветувам бесплатен превоз или било што и после да им го свртам грбот на луѓе. Јас искрено кажувам. Нема да закон за бучава. Надминиш, не ми е гајле дали си верски објект, дали си кафич, дали на партизанска. Ја тебе ќе те казнам. Зашто го нарушуваш јавниот ред и мир. И еден вика, ама тоа не е фер, народ треба се журка.
Абе јас живеам овде, не икем да се журкаш. Журкај се на село, Германија техно журки кај се прават? 10 км ван град, неустамбена зграда. Ти дозволува Германија црква или џамија или било што да трешти да нарушува. Јас сам да спијам, мир сакам. Јас се борам за тоа дека треба да има мир, дека децибелажа, доаѓам, јас ти пушташ, ја те мерам, надминуваш, ја тебе казна. Вика, не може така. Не може така. Зошто не може така? Па мене ова ми е бизнис, или мене ова ми е вера, или мене ова ми е работа. Па лицемерси, значи не ќе да се среди. Затоа не се средува. Како ја оценувате, например, надворешната политика на нашата влада? Солидна, вешта. Вешта, искрено да ти кажам, дури очеков помалце, да ти кажам. Помалце очеков, не повеќе. Се грижат ли за нашите национални интереси? Да. Може многу подобро. Јас сум пријатно изненаден со културните аташеја пред се. Тоа се културни представници на центрите за култура. Ке ти ги кажам и се презиме, сосема Зоран Пејковски е во Софија, Мими Ѓорговска е во Загреб, Вацко Шутаров е во Белград, во Истанбул ти е Димер Атајковски, се класа луѓе, сите четворица ги знам лично и за сите стојам во секој поглед. Сметам дека такви културни аташеја и представници на центри за култура на Македонија треба да има 10. Така се зајакнува македонската култура и влијание. Треба да има во Берлин, треба да има во Лондон, треба да има во Париз. Треба да има и во Москва, во Њујорк треба да има или во Вашингтон на посилно ниво. Дефинитивно треба Австралија и во арапски свет треба да има и во Кина. Цел свет го опфаќа. Најголемите сили Балканот, да. Затоа викам 10-12 треба да имаме. И во Тирана има, и во Тирана е, кажија, Ема Попивода. Така да, затоа ти викам, ги знам сите лично, имат и влијание и квалитети се. Дел се поекспонирани, дел помалку. Токму таа културна дипломатија, јас како културњак тоа прво стојам за тоа, јас сметам дека културната дипломатија, Васко Шутаров на крајот на криштата, дали магистратурата или докторат му беа на тема културна дипломатија. Заедно со заштитата на културно наследство и музеолошката дејност, поред мене, нека ми се наљутат сите мои пријатели, актери, слободно, е многу посилната. Актерството дава една поиндивидуална нишка и можност за пробивање како поединец. Јас не сметам дека една археолошка или уметничка изложба, јас сметам дека е 10 пати посилна од театарска представа. Ги ценам сите мои пријатели, актери, режисери се, но со представа имаш ограничен можност на импакт на мощност. Одиш на настан, тоа е цела трупа, сум патувал, сум бил на туреја со актери, знам како функционира. Одиш, имаш представа, одиш во Сарајево, во Загреб, во Белград, имаш јазик кој е некомпатибилен, па имаш нишка на проблем, нели, на прифаќање. Те гледаат 300-500, максимум 1000 луѓе, тешко дека представа пред 20.000 или 30.000 има. И има влијание, но во одредена интелектуална маса. Ти со квалитетна изложба или со квалитетна музејска поставка во некој светски музеј, да трае 3 месеци, може 100, 200, 300.000 луѓе додат. Може би и снимам 50 пати, може превод на материјали се направат страшни, фантастични. И импактот на промовирање на македонската култура може да биде луда. Од друга страна, во театарската и во актерската дејност и во се, индивидуалниот раст и брендирањето на секој како индивидуа може да биде страшен, но мора да експлодира еден. Значи, 100 глумци еден ќе се пробие, разбираш? Еден ќе биде Горан Вишнич. Една ќе биде Мира Фурлан. Или Никола Ристановски. Па, добро, ама Па и ние имаме глумци, не се само. Не, ама локално ни е влијанието и Тони Михајловски мој личен пријател и Никола Ристановски кој Па лично... Тони е балканска звезда, не само во Да, Македонија. И Никола исто, глумати во Србија и... Не, ама тоа е ограничено. Значи, ние Игор никој... Џамбазов исто глумел и во Хрватска. Глумели во амерички филм, ама во епизодна улога, кај што давал чаша вода, па му вратил, овој кусур му вратил. Еден Раде Шербеџија на стари години, јас имав една привилегија на кратко пред 6-7 години му направам едно кратко интервју, и тоа апан се со мобилен вака улице. И од кога заврши интервјуто, ќе ти го покажам на YouTube го има, јас вака со мобилен го снимав. Кога ме праша која ми е омилена негова улога, луѓето влегуваат во шаблон. И јас му реков дека омилен филм е Уна од него, и ве се насмеа и вака рече, добар си ти, добар си. А во Уна има една многу јака сцена, која што он е професор по новинарство, па ги кара студентите што ќе бидат они кои ќе пораснат.
И вика, вие ќе бите лакеи, вика, потрчковци заедно со кучињата и со кетерингот на крајот, вика. И вика, ќе добиете еден инфаркт околу 45-50, вика, мал излив, мала болест, овона, затоа што ви пукат, вика, капиларите, телото не ви дозволува да мислите едно, а кажувате друго. Тоа е гениалната сцена што јас ден денес во психата, во цел се наежувам, кога ми текна на таа сцена од Уна и кога му го спомнав тоа на Шербеџија, ти викам само се насмева, каже, ти си добар си. Шаблона е, тебе прашат која ти омилен, пример, ако ме прашаш мене пример омилен актер од бивша Југославија, ми беше покрај него, овој кажи го Мики Манојловиќ. Од Мики Манојловиќ омилен филм ми е За среќа е потребно троје. Со Мира Фурдлан и со Богдан Диклич, каде што музиката ја прави Владко Стефановски. И сега, затоа ти викам... Добро, имаме и ние еден Радеш Шербеџија во ликот и делото на покоен Мето Јовановски. Да не забораваме ние колку јаки ликови имаме, само што локално им е влијанието, локално им е. Не направија ништо на англиски. Сум зборал со многу стручни глумци, се согласувам до некаде заради јазичната бариера, но преку учат јазици од мали. Конкретно Мето многу подобар актер е од Раде. Добро. Чисто си правиме муавет, сум зборал со многу глумци кои имаат истото мислење, но неважно, сакам да кажам имаме многу јаки. Денис Абдулу Турција го имаме. Да. Случајно не колеги сме, он го прими, а мене не. Александар, кажете ми, дали според вас политиката на нашата председателка ви наликува можеби на крајот на Бајден? Некако, така. Добро, ова е тешка констатација. Па не мислам дека види, она е возрастна жена, ама Бајден беше сгрешен од старт. Бајден да беше пред 15 години председател на Америка, исто глупостите ќе ги правеше, освен сенилните. Бајден си имаше една своја агенда, него го воде од позадина. Гордана Силјановска Давкова исто на возрастни години е председател. Според мене грешка беше општествена што ние не успеавме да се надминиме себе си и да избереме председател во 2019-та. Сигурно немаше да го имаме овој, не знам како, Сакаш да каже за кумот на нашата нација, кумот. За овој микроби. Не види, Пендаровски никад во историја не сме имале таква грешка како личност како него. Ама очигледно тој беше потребен за да се аминуваат и за да пројдат сите глупости. Таков дилетант, таква анационално битие, таков контрадикторен човек што исклучително висок профил на луѓе кажува дека он собирал новинари, трачарел политичари, што карактерно не му личи на председател на држава. Значи викал Трајче има жена што жена му прави ова има син што овој прави ваков, председател на држава собира новинари, се занимава со тоа. И тој се обкружи со едни такви, јас просто ќе речам хиени што карактерно личи на него и низ општеството ги имаше. Значи тотално одби, јас пример во живот нема толку лошо да зборам ни за Киро, ни за Бранко, ни за Иванов, ни за никој, ко за него. Тоа сакав да запрашам, еве пошто често пати. Никој толку анационален не бил колку Пендар. Бранко Црвенковски еден таков профил. Великан е сега, да бидеме реални. Политички да, со сите негови грешки. Да, што мислите од Бранко до Заев до Пендаровски? Не, тој систем као политички тоа. Дали би дозволил еден Бранко да се случи промена на името и така натака? Не, ама човек, он се откаже од нив, види, ако гледаш така и Љупчо се откаже на некој начин од ВМРО, ама не се откаже, он го избрка него. Тоа беше друго. Него го избрка и то на клоци. Го избрка и то на клоци, затоа е толку очен и затоа толку глупости прави. Бранко се откаже од нив. Човече. Па му купија влада една таму, да. Му купија после тоа една влада. Да се подбиваат со него. Кај нас имаме едно целосно девастирање на системот на тоа кои се занимава со политика. Многу просечни, подпросечни луѓе се инволвирани во политичкиот живот, да знаеш. А тоа е најмногу затоа што политиката низ годините се свати како едно орудие за приграбување на пари и на моќ. И јас многу ценам луѓе што ќе успеат да преживеат во високиот општествено-политички живот долг период, 20-30 години. Но тие што се 20-30 години во општествено-политичкиот живот и се јавно експонирани, значи она да ги снема па да работат од позадина.
таквите личности се испоставува дека ја имаат вештината да знаат кога им е доста и на функција, и на моќ, па може би ако правеле злоупотреба и на пари. Ненаситните доаѓаат, грабаат, корумпираат или прават што и после се тргаат и се трудат да имат леверидж врз некој друг за да не одговараат за истото. Така да ние имаме системски или пак одат на втора, трета генерација од фамилија или од семејство. Ти пример денес ќе се изненадиш, ќе дојдеш и кажеш кај го најдо дете, а тој после малце ќе прочепкаш, па тој му е внук на овој, зет на овој и после сваѓаш дека е пак некоја слична или иста структура. Ние имаме проблем што за политиката и нашето општествено влијание не се бориме. И мене ми смета кога некој ќе каже абе тој е учен или тој е доктор или тој е професор и тој треба да е горе. Не. Професорот треба да е во професурата. Докторот треба да е во медицината. Активното занимавање со политика е на континуирано пратење на тековите во сопствената држава и понатаму и подалеку, артикулирање на својот став, но и изградување на мислење на одредени теми. Еве, јас како личност се трудам тоа да го правам. И сега некој ќе ми кажеш, ти за тоа пример не си стручен. Да, ма јас знам до каде можам да одам. Значи јас визија давам, ја не се мешам во техничките решенија. Тоа ти е исто ко за одредени проекти, пример дали од Скопје 2014, па премиерот дали знае таму што се вградува. Не треба да знае. Он одлучил да се изгради објектот, така? Знаеш кој влијае што треба да се вгради? Надзорен одбор, надзорен орган, изведувач и тој што го прави тендерот. Јас, како Александар Истевски, ако дам визија за нешто, така? Дека овде треба парк да има. Ја не се занимавам со бекатон или дали тревата ќе биде шведска, данска или плава Кентаки, гајле ми е. Значи јас поставувам систем дека овде треба да има трева, треба да има дрва, високи, треба да има детско игралиште и тениски терен. Но таков впечаток се добива во јавноста дека премиерот дека сетра. Тоа е грешка, ако е точно тоа што не е никаква држава. Па претпоставам дека и вие го делите моето мислење дека тоа таков впечаток се добија заради тоа што ако памтите пред години Груевски кога беше премиер пред камери кога се јавуваше на телефон што да се прави, како да се прави на тој пат ваму така и од тогаш народот доби впечаток дека мора премиерот да го направи ова иако не е на премиер. Знаејќи ги луѓето околу него, знаејќи како функционира маркетингот и пиарот, веруваме ми тоа е можеби едно несрекно решение на тоа како да му го вратат во дадениот момент, како да му го вратат нивото на мојк, демек обичниот народ да свати демек овој пали гаси. Во реалноста не функционира така. Значи јас пак ќе ти кажам, ти си премиер, он е министер, јас сум директор. Абе бачко, освен ако не ме смениш или освен ако не сум тотално неспособен и полтрон, јас као ќе кажам така ќе биде. Не дека јас така сакам, така е законот. Така треба да, ама не. Не, така е законот. И тогаш имаш прашање кого си поставил. Е сега, ако министерот и премиерот сакаат директно да се вмешаат во градбата на нешто, тогаш ставаат морон. Тогаш они ќе имат влијание. Ако е човек со достоинство, ако е супер, он е одговорен, ако е катастрофа, он е одговорен. Какви ставаат нашиве премиери? Морони или? Од старт се гледа. Јас себе ќе ти кажам, со моje искуство пред 15 години, кога бев млад дечко, неколку години помал од тебе тогаш, и ме ставија на едно место да бидам супер бинго контрола, председател на управена институција, и јас реков, викам, доека сум јас, ке има ред. И имаше ред. Се смени структурата, имаше избор, имаше ова, мене ми помина мандатот, дојде нова структура, отиде избор, знаеш зашто? Па тие што дојде новите, све што ќе ставаш овој главни, овие све гласа. Значи, човечкиот фактор е се. Јас кога ќе стават на одредена позиција човек, или еве, дури во една влада, колку имаш министри? 20, 25? Колку се главни таму? 3 до 5 души, 3 до 5. И од тие 3 до 5, 1 или 20 се реално главни. Другите 15 слушаат. Ти ретко имаш, кога во Србија, примеру, влада премиер Ана Брнабич,
министер, председател на држава, кажи го. Да, а истовремено овде го имаш, као се беше оној, што беше за внатрешни војне. Не, Дачич Башка, овој другиот као се викаше, значи го заборев името. Или ко во Софија, ко во Бугарија, 3-4 партии, па Бојко навака, овој навака, ретко имаш тоа кај нас? Кај нас сите заедно. Не, кај нас, еве се, во владата од Влен, пример, еве, во владината структура, кој е главен? Изед Меджити е главен. Од кажи го, знам кој е главен. Знаем Максо. А Максо не е влада. Ме разбираш кај одам? Значи, за да има главен, треба да праша Докуманово, така? Овие може нешто се побунат, ама ќе добие пораче, така? Овие што беа министрите од влада во Зара не биде така? Дали ни требаат отворени листи, например? Дали би се сменило нешто со Си ги читал моите колумни на тема изборни модели? Не. Таја не. Тие се стари, јас почнав кариерата со тие пред 7 години. Јас кога беше проблемот Франција, Или ВМРО виреше дека сакаат Франција напиши на Курир, напиши изборни модели, ќе видиш. Јас имав 3 колумни, 4 на таа тема. Имав серијали, јас имам друг предлог. Јас имам предлог дека Македонија, и ќе го повторам сега, на луѓе ми е симпатичен, јас стојам за тоа дека е одличен предлог. Јас сметам дека Македонија треба да има 12 изборни единици, со по 10 пратеници. Зошто? Затоа што е нелогично изборна единица 3 да е од Петровец и Илинден и да е до граница со Бугарија до Берово. Тоа е тројка. Од друга страна, 4 да почнува над Битола и дел Битола, да е дел од Могила и Новаци и да е до Ново село, затоа што тој од Могила и од Новаци никаду живот не бил до Ново село, прав физички не се поврзани. Од друга страна, Скопје да е поделено Чаир на половина, пази, пола Чаир е во Кец, пола е во двојка, шизофренија невидена, значи Чаир е поделен меѓу 2 изборни единици. И Центар и Карпуш се заедно со македонски Брод. Ти никад пратеник нема да имате, еден може да има од ВМРО, пример, тој што поише од тоа. А од друга страна, Сарај е заедно со Нагоричане и со Бутел и со Чучер Сандево и со Куманово. Сега, мојот став е, тие изборни единици треба да се поделат на пола и после да биде Могила, Новаци, Прилеп, Кавадарци, Неготино, Росоман, толку. Ваму, Гевгелија, Валандово, Струмица, Радовиш, толку. Ваму, да кажеме, Зелениково, Петровец, Илинден со Велес, толку. Ваму Штип со Берово, Делчево, Пекчево и да дадат 10 пратеника. Сега, кога се такви изборните единици, даваш 12 носители, секој носител што е фиксен, значи за него нема клизност, пошто носителот е тој што ја представува листата од 10 луѓе, и он се тепа, а сите другите да се на отворена листа. Што значи тоа? Ти трчаш за некоја партија и те става 9, ти пошто не си доволно близок со председателот или не си. Ама ако вредиш кај народот, тие ќе го заокружат твоето име и ти можеш да бидеш втор. Само првиот да би фиксен, тој е носител на крајот криштата, тој ја влече славата на листата, знаеш. Ти имаш пола листи кај што 5-тиот, 7-тиот не знаеш кои се. Зошто не е за Македонија една листа со 120? Па пола тие партии малечките што ми ги спомна, вклучувајќи таа дотичната, 120 луѓе нема најдат. Реални 120 луѓе што може да бидат пратеници. Но кај сте толку сигурни? Тврдам, квалитетни луѓе, не ќе најдат обичен народ, ама ќе би смешно. И после народот ќе ги девалвира, знаеш. Нема да најде, има средни пари, 120 квалитетни луѓе за да во било кој збор на 120 квалитетни луѓе за една партија не би требало да се некој проблем. Не, се проблем. Се проблем, че имаш големи партии што нема 120 луѓе. Пази, ние не збориме 120 луѓе за прават муабет на пазар, да креираат политики во собрание. Значи, види, ние го имаме девалвирано моментот на пратеник. Што е за тебе пратеник? Пратеник треба закони да пишува. Само кај нас у министерство го правиќаат законот, овој го предлага. Ти не си пратеник, човече, ти треба го пишуваш законот. Пратениците во свет пишуваат закони, имаат тим, имаат пари. У Германија, у Бундестаг, јас правев муабет со на академија, бев на Конрад Аденауер пред 15 години, дојде германски пратеник и вика, ја имам буџет, пример, 10.000 евра. Дали ќе земам 5 или 6 луѓе по 1500-2000 евра, дали ќе земам 2 професионалци или ќе земам звер
и ќе му кажам прави што сакаш, твои се парите, тоа е мој проблем. Вика. Ја имам буџет 10.000 евра, пример. И вика јас сакам со млади луѓе да работам, деца земам студенти и ги земам 6 или пример, земам четворица и еден добро платен. Значи он одлучува како го манифестира буџетот. Они му трчат се, со кола го земат материјали, му носат, му фотокопираат, му прават. Он е представник. Второ, он патува. Зошто имат брзи железници, брз возова? Он кажуваш, јас се чудев на предавањето, сите нели се прават паметни, хрват, словенец, македонец, некои интелектуални предавања. Ој, знаеш што ни предаваше 2 сати? Како иде на работа? И ние сега се убиеме, значи што е досадно. Ја вика станувам са бајле у 6:30, пијам кафе со жена ми. Леле човеков досаден. Пази он 4 мандати у Бундестаг. И ние мислиме дека е досаден, а дури од после сватиме колку е гениален. Вика станувам у 6:30, правам муабет, пијам кафе, ја палам колата, возам 10 минути до железничка. Се качувам на супер брз воз. За 50 минути стигнувам у Берлин. У Берлин ме чека ауто. Ме носи. Правам прв состанок у 9:30. Пази ти го објаснува денот како му функционира. Вика, ја имам 4 деца. Едно дете е инженер, ќерка ми е домајкинка, третиот работи како дрводелец, четвртиот не работи ништо, у невладина е, ама сака да каже, не ги бутнал сите 4 деца државно на работа. Значи, многу јаки поенти ни кажа што до нас не допират кај нас, ако се функционира, треба цела фамилија треба у некој јавно предпријатие да ти биде и да зима плати да не работи, знаеш. Така. А овој тебе ти кажува, тој што учил е на јако место. Оваа се мажела, 3 деца родила, домајкинка, мажи ја чува. Овој другиот дограма прави, маси прави, прозорци. Значи он не ги форсира цела фамилија, разбираш? Он им овозможил да има добар живот, ама он не ги бута у кариера. Кај нас имаш човече, луѓе, абе знаеш чиво дете, што ако не го бива, зелено е. Не можеш да го бутнеш негде уништува институцијата. Ама ги бутаат. Ама ги бутаат. Да сумираме дека ги бутаат и... Ама тоа е поентата на германецот. Германецот тоа ти кажува. Тој германец се бори за државата. Така. Па тоа е проблемот. Александр. Затоа не можеме да биме германци. Пошто немаме таква свест. Јас само сакам да ти честитам, издржа машки. На момент имавме така Не. различно мислење, но нема проблем. но секоја чест стварно. Браво. Ми беше Ги задоволство. спротивставивме своите размислувања нормално. Да. Ти благодарам што ни беше гостин и се надевам дека ќе ни бидеш повторно. Ако немаме исти мислења на одредените... Не треба да имаме исти мислења. Не ни Ако треба. имаме исти мислења, тоа Не е ни здраво. дисфункционално општество. Не треба. Многу да се има. нервирам кога гледам, поготово на телевизија, јас тебе Сердаре, ти мене Војводото, нема на ништо не личи едноставно. Ласкање е кога се брка девојка, ма се знае целта што сакаш да постигнеш. Така. Да јас со луѓето со кои настапам во студио немам такви тенденции и намери, така да само сакам да стигнеме до една подобра визија за самата држава. И ме праша еднаш господин Дилковски пред 5-6 години ме праша дали ќе не биде и јас тргнав филозофирам и овој ме запре века да или не. И јас викам ако кажам не, ќе бидам песимист, ако кажам да не верувам, и ја викам да Господ ги чува будалите. Па нема, мислам дека подобар завршеток од овој на нашата емисија. Господ ги Нашиот чува будалите. подкаст. Да сме живи и здрави, Македонија вечна. Така е. Драги гледачи, тоа беше нашиот Александар Ристевски, познат аналитичар, а вие го гледавте Демократски импулс. Бидете така и ако ви се допадне ова видео, овој подкаст, знаете дека треба да стиснете лайк, да го споделите како би допро да што повеќе луѓе. Се гледаме.